Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game. Поп-пеачот Јоце Панов ќе настапи на реномираниот фестивал Сунчане скале, кој ќе се одржи на 29 јуни во Херцег Нови Црнагора. Оваа година фестивалот ќе има само една вечер, а во неа ќе настапат звезди од Балканот. За Јоце Панов ова не е прв пат да настапи рамо до рамо со балканските музички звезди. Тој на фестивалот во 2011 година настапи со песната "Теби ни е стало". Неговиот менаџерски тим не открива многу за овогодишниот настап на Јоце. Тие засега само ги потврдија информациите дека Јоце Панов ја прифатил поканата за учество на фестивалот Сунчане скале, а таму ќе настапи со емотивна балада за која се уверени дека никого нема да остави равнодушен. Како автори за песната се потпишуваат познати балкански имиња, кои засега се држат во тајност, се додека песната не биде комплетно завршена. Во меѓувреме, Јоце е актуелен со своите настапи во Црнагора, каде што публиката одлично го прифати. Оскаровецот Бен Афлек заедно со уште неколку холивудски звезди одлучија да живеат со средства од $1,5 на ден. Актерот, кој во последно време се промовираше во одличен режисер, се одлучил на овој чекор со цел да учествува во кампањата Life Below the Line или Живот под границата. Мисијата на кампањата е да го зголеми бројот и ефикасноста на луѓето кои се борат против екстремната сиромаштија. Нивниот предизвик е да поминат 5 дена во кои храната нема да надминува $1,5 дневно, што е границата на екстремната сиромаштија во Америка. Бен Афлек е само еден од бројните познати личности кои го поддржуваат овој проект. Оваа кампања се обидува да ја подигне свеста во општеството дека постојат луѓе кои не можат да се дозволат дури ни основни човечки потреби. Минатата година во проектот учествуваа над 15.000 луѓе и собрани се над $3 милиони. Манекенката Кели Брук и рагби играчот Дени Кипријани, кој пред неколку месеци ја обновија врската. Сега, најверојатно и се свршиле. Тие сватија дека не можат еден без друг. Кели веќе го стави свршеничкиот прстен на рака и сега ја чекаме свадбата, изјавил пријател близок на двојката и на тој начин ги потврдил сомнежите околу свршувачката. Ние никогаш не изгубивме контакт, си значиме и навистина сакаме овој пат да успееме, но одамна изјавила манекенката. Таа пред да се смири со Дени беше во врска со Том Еванс, кога го откачи поради рагбистот. Таа и Еванс неодамна позираа за кампања за долна облека на машки за пролет-лето 2013. Backstreet Boys ја прославија својата 20 годишнина со откривањето на нивната звезда на холивудската патека на славните. Момците заедно со своите семејства и бројните фанови присуствуваа на церемонијата на познатата улица во Холивуд, каде им беше поставена 2485-та звезда. Ве сакам момци, покрај мојот свадбен ден и раѓањето на мојата ќерка. Ова е без дискусија најубавиот ден во мојот живот, изјавил еден од членовите на групата AJ. Никогаш не си ни замислував дека ќе бидам дел од ова, изјавил Ник Картер, борејќи се да не пушти солзи. Цел живот работев за никој да не гази врз мене, но ова не ми смета, се пошегувал Брајан за време на откривањето на нивната звезда на булеварот на славните во Холивуд. Backstreet Boys официјално се обединија минатата година. Летово се очекува нивниот нов албум, а наредната година планирано е да излезе музички документарен филм за нивната кариера. Со над 130 милиони продадени копии од 7-те албуми, Backstreet Boys се најуспешниот машки бенд досега, а воедно едни од најуспешните музички изведувачи. Светот ги запозна пред точно 20 години. Во нивните најголеми хитови се вбројуваат Shape of My Heart и Show Me the Meaning of Being Lonely. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.